Битола има со што да се гордее и во делот на боречките дисциплини. Ристо Димитров во претходните неколку месеци, токму во неговиот град донесе голем број на медали во одредени дисциплини, дури и први во историјата на Република Македонија. За почеток ќе ви го честитам четвртиот роден ден на клубот. Еве да започнеме, како се развиваше клубот во овие 4 години? Во овие 4 години клубот полека бавно, но сигурно се од мал клуб, од клуб со неколку членови се разви во клуб кој прерасна во вистинска академија, со многу членови, со многу успеси, со нова сала, со нови дисциплини. Беше тешко, но полека сигурно го донесовме на ниво кој што сакавме да види. Ги спомнавте дисциплините, некои од нив се можем да кажеме и непознати за луѓето. Да кажеме збор два за нив да ги запознаеме. Па ние како Академија за мешани боречки вештини изучуваме повеќе дисциплини, повеќе спортови, боречки спортови. Значи во нив сваѓаат руските вештини боево и спорт самбо, џиу-џицу, бразилско џиу-џицу, борење класично, бокс, кикбокс и тајландски бокс. Некои вештини овде во нашиот град ние ги донесовме за прв пат и за прв пат почна да се изучуваат во нашата академија. Како боевото и спортското самбо, тоа е еден вид на руска вештина која станува после промоцијата на Федор Емелиенко многу позната во светот. Тоа е еден вид на боевото самбо, сега го прогласија за еден од најбруталните боречки спортови. Спортското самбо е еден вид на мешавина на џудо и борење. Значи за џиу-џицуто знаеме, бразилското џиу-џицу е еден од најмасивните спортови моментално во светот, која има огромна популарност, благодарејќи на Грейси фамилијата. Класичното борење не треба нешто да поспомнуваме. Мешаните боречки вештини или Ultimate Fight кои што ги знаат кај нас, значи ние ги изучуваме со неколку професионални спортисти кои професионално се занимаваат со мешани боречки вештини и како еден склоп на сите овие вештини кои ги набројав спаѓаат во мешаните боречки вештини и за да бидеш успешен ММА борец мораш да ги знаеш скоро сите. Што треба, баш спомнавте, што треба некој да направи за да биде успешен ММА борец? Пред се треба дисциплина, посветеност и тренинг. Значи, ако посветеноста и тренингот е најважно, тренинг секој ден, ние тренираме и по 2-3 пати некогаш во денот, значи се тренира секој ден од понеделник до недела и после тоа, после упорноста и тренизите, успесите си идат сами. Да почнеме малку индивидуално за вас. Бевте на неколку надпревари надвор од Македонија. Во кои дисциплини и какви успеси изборивте? Па моментално јас се такмичам во неколку боречки спортови, значи скоро во сите кои ги набројав, кои џиу-џицу со кимоно, без кимоно, граплинг, борење, боево самбо, спортско самбо, има кикбокс и ММА. Значи, моментално донесовме претежно се такмичиме на интернационално ниво, донесовме огромни успеси кои во светот на боречките вештини и за прв пат ги направивме и за Република Македонија и во светот на боречките спортови. Имаме големи признанија во светот. Јас како борец во еден ден на интернационално самбо такмичење во Белишче, Република Хрватска, донесов 2 медали на кои ретко му успеал. Добив и таму признание, интервјуа за различни телевизии. Бев на светското првенство за прв пат во комбат или во боево самбо учествуваше македонски надпреварувач во Казабланка, Мароко. Прикажавме добри борби, иако сме млади и беше прво учество, неискуството си го направи своето. Сега не чека наредното светско првенство, каде од нашиот клуб има 3 репрезентативци во Македонската самбо федерација. Од џиу-џицу донесовме за прв пат неколку медали во нашиот град. Во граплинг исто така, во Србија, во Бугарија, во Грција се донесовме неколку медали. Злато, сребро, бронза.
на државното првенство сега што се одржа во самбо, како што споменав, имаме двајца шампиони на Македонија, двајца вични шампиони, 3 бронзени медали. Тројца репрезентативци моментално имаме во репрезентацијата на Боево самбо. Лани имавме едно трето место кое за прв пат учествувавме на државното во самбо. Имаме одлична соработка со самбо федерацијата и самбо спортот ни е најблиску до ММА спортот, како спорт кој можеме да се такмичиме и да представуваме нашата земја. Како што напоменав, еве јас ова година се пробав и на Скопскиот маратон и го истрчав полумаратоно 21 км за солидно време, иако со повреда на ногата. Мислам дека беше добро времето. Како што напоменав, порано имаме такмичено во кикбокс и во други боречки спортови, каде што еве зад мене дипломите како се сведоци за нашите успеси. Гледаме дека во клубот имате и доста млади членови. Кои се придобивките за нив од тренирање на овој вид на спорт? Моментално работиме со специјална програма за деца, која се вика Игору џиу-џитсу за деца, која е комбинација на техники за џиу-џитсу и за боречки вештини и игри. Значи, на најмалите да ги заинтересираме, составивме неколку игри во кои се вклучени техники и движење за џиу-џитсу и за другите боречки спортови, кои ќе им бидат понатаму потребни. И моментално имаме успешна една група од 15 на дечиња од 3 до 13 години, кои се поделени во две групи. И предобивките за децата се многу, значи моментално децата се подисциплинирани, изјави од родителите дека дома се подисциплинирани, повеќе примаат наредби. Овде се, значи да не ги споменувам, спортуваат, здравје, дисциплина, и надвор ќе добијат и повеќе само почитување и почитување спрема другите. Кои се вашите лични планови за воиднина? За воиднина сега моментално спремам борба професионална во Петрич, Република Бугарија, во ММА, во Кафес, за англиска промоција. Потоа би требало да имаме во текот на летото неколку натпревари во џиу-џитсу, со кимоно, без кимоно, и потоа ќе се спремаме интензивно за светското првенство во самбо. Јас тука ќе ви се заблагодарам, уште еднаш ќе ви го честитам роден денот, ви посакувам уште долги години активност и секако уште многу големи успеси кои што ќе им ги донесете на Република Македонија. Ви благодарам за вашата посета, ви благодарам што се одзвавте на поканата. Се надевам дека се повеќе и повеќе млади ќе спортуваат, ќе се шират спортовите, повеќе клубови ќе се отворат, со тоа и ќе има повеќе и повеќе успеси и подостојно и погордо ќе представуваме и градот и државата.